Со промената на законот дека треба пратеникот од диаспората или селениците, да речем дека се потребни 6500 гласови. Интересот на државата некако како да е намален или сведен на минимум. Немам забележено во Австралија некое различување, доаѓање на министри, политичари, пратеници или пак други политички активисти кои би ја раздвижиле македонската диаспора во Австралија за гласањето. Порано тоа беше поинаку, особено првиот пат 2011 година, кога и јас самиот бев кандидата за пратеник од страна на политичката партија Достоинство или пак кај нас во Австралија познато за Бранителите. Во тоа време имаше голема политичка раздвиженост, присутни беа министрите Никола Тодоров, Спире Ристевски и други активисти кои во тој момент, во таа година, мислам, направија еден голем исчекор, кажувајќи дека диаспората гласа и ќе има своји представници. Тоа не беше така, мислам со законот вие знаете и гледачите треба да знаат, односно и читателите кои ќе прочитаат дека во Македонија се изгласа закон, односно вие изгласавте закон, каде што државјани на Македонија ќе имаат право да гласаат за прв пат на денот на гласањето кога е во Република Македонија, а тие се надвор од државата. Тоа значи дека не гласаат диаспората, туку гласаат жители на Република Македонија со валидни биометриски пасоши или пак лични карти. И затоа и бројот е толку мал, односно бројот на гласачите е сведен спрема потребите на политичките партии. Особено за мене проблем во 2011 година беше условот 1000 потписи да се соберат во Австралија да бидеш независен кандидат. Еве, јас сум независен човек кој национално сум определен, го сакам Македонија, македонскиот народ, не ги подкрепувам ни левите, ни десните, ни политичките партии. Сакав, ете, како представник од иселеништвото, да внесеме нешто ново, односно да се залагаме за законите на бранителите од 2001 година, да се спроведат во собранието и да се спроведат и на дело, бидејќи тие што ја бранеа Република Македонија денес најмалку се ценети во Републиката во овие изминати 15 години. Како бија обезбедени тие тогаш гласове за тие тројца пратеници од Австралија? Па видите, тоа тогаш беше така еуфорично спрема моите сознанија. Јас не бев лично сведок на тие збиднувања, меѓутоа во тој период од 2-3 недели пред, чинам беа на 4 јуни изборите 2011 година, ако погрешив, коригирајте ме, кога беа делегацијата, владина делегација во лицето на Никола Тодоров и Спире Ристевски и останатите, се вклучи и црквата преку митрополитот Петор и свештениците. Луѓето кои добија пасоши, јас не бев сведок таму, меѓутоа луѓето кои добиле пасоши за гласање, добиле преку ноќ, биле повикувани телефонски на лице место, во црквите се сликало, се пополнувале формите, пак доаѓале во Република Македонија, се правеле пасошите и се враќале назад во Австралија. Така се создаде едно гласачко гето во Мелбурн, околу 550 гласачи, и со тие 550 гласачи пратеник во тоа време, таа година беше Милорад Додевски од владеачката ВМРО ДПМН. Јас, активист 30 годишен во Австралија, имав само 13 гласови и се биеја шега и мајтап играе со мене зошто добив 13 гласови. Па и не можев да добијам повеќе затоа што немав ни можност, немав ни услови. Условите кои се кажуваа преку медиумите и на терен не беа исти. Што се случуваше? Дали се сомневате на други нерегуларности? Видите, не можам јас да кажам повеќе од ова што го кажав, затоа што сметам дека се кажав. Кога значи гласачкото тело се сведе само во Мелбурн, затоа што таму е мнозинството македонци, 500 и нешто
лица можеа да гласаат, другите немаја право да гласаат. Значи не гласа диаспората кога немаат право. Гласаја личности на кои им се доделија тогаш пасоши или па некој дел од нив, мал дел од нив имаја биометриски пасоши. Инаку се кажуваше дека има мобилна станица, па ќе се издаваат пасоши и така натаму, но таа никогаш и не проработи и затоа и бројот на гласачите во Австралија е некаде околу 1000, па ајде нека биде максимум 1500 и во овој момент. Спрема официјалниот попис на Австралија, нас не има туку не има 97.000 македонци, а ние пак сметаме дека сме околу 300.000 македонци во Австралија. И не е лесно да се гласа во Австралија, затоа што може да се гласа само во конзулатот во Мелбурн и во амбасадата во Камбера. И еве ќе ви посочам еден пример. Замислете на 4 члена фамилија од Перт сака да оди на гласање. Значи таа треба да пропатува 4000 километри во еден правец и 4000 километри во другиот правец. Тоа се 8000 километри со 4 членови. Да престои да остане во Мелбурн и да се врати другиот ден за на работа, тоа значи само да се пријави во изборниот список. Често пати се случуваше во изминатите години дека човекот кој е во Мелбурн, а пак адресата на гласање на изборниот список му е во Минхен или на други места. Имаше нерегуларности кои јас не можам да навлезам во детали, но имав и можност да дадам изјава тогаш. Беше председател чинам Кондарко, Борис Кондарко беше, го пријавував тоа заедно со нашите луѓе кои сметавме дека има нерегуларности, но сето се сведе тоа само на едно орално или пак медиумско известување. Се очекува ли годинава поголема излезност на граѓаните? Расположението каде се движи? Дали се тие свесни за се ова што се случува реално на македонските граѓани? Видете, децата секогаш се интересираат за својата мајка. Македонија нас ни е биолошка мајка и интересот наш е секогаш на завидно ниво за состојбите во Република Македонија, особено политичките состојби, кога станува збор за обстанокот на Република Македонија, кои ако посочам само неколку факти, тоа кажува се. Ние од Србија сме признати, меѓутоа Српската црква не признава. Бугарија признава држава, не признава македонски народ и јазик. Албанија не има признато како поранешна Југословенска република Македонија. Грција не признава ни држава, ни јазик, ни народ, ни црква. Така да интересот повеќе кај македонците е тука, отколку социјалната состојба во република или пак сиромаштијата. Соработката не е на некое завидно ниво. Интересот не знам како ќе биде овој пат, бидејќи сега нели дојде до промени за избор на пратеници од диаспората или селеништвото. Сега најмалку треба еден пратеник да освои 6500 гласови. И промените дојдоа сега од тројца, односно 3 изборни единици, тие беа тогаш 7, 8 и 9, сега е сведена само на една изборна единица, за да може првиот носител на таа изборна единица да може да освои барем 6500. Значи максимум од селениците може на овие избори на 11 декември да има само еден представник од селеништвото. А пак организираноста сепак се знае дека тоа оди преку Македонската православна црква или храмовите црквите и така натаму, а исто така и преку амбасадите и конзулатите. Тоа сметам дека треба да се отстрани, а исто така сметам дека треба представниците кои се на иселениците треба да потекнуваат од местото каде што се. Денешните барем пратеници знам, особено Павле Саздов, дека тој си живее овде во центарот до градската болница. Тука живее со години, но некогаш бил во Канада, има пасош и сега тој е представник на Америка, на Канада, на иселениците на македонците. Тоа не држи, нема основа
да биде како таков представник на македонската заедница, затоа што интересите на македонската заедница и желбите и реалноста се да е зацврстиме соработката, меѓутоа да биде на едно силно ниво, на едно здраво ниво, како што се примерите. Нашите заложби беа во изминатите години со сите влади од 1991 година па до 2011 година беше заложбите наши беа да имаме ние представници во Собранието на Република Македонија и да го пренесуваме искуството од западните демократски држави преку нашите искуства со текот на живеењето кое сме го стекнале. И тој избор да биде на ниво на целокупната македонска заедница, за да може да се представи вистинското лице на македонската заедница, да се представат интересите, а сето ова се сведе на политички интереси, односно партиски, интереси.